Значи, прво, реформите се максимално спроведени. Сето тоа што е зацртано во планот 18, а претходно одобрено од Европската комисија е завршено, станува законот за јавното обвинителство, во кој што следите, веруваме дека имаме напредок и ќе го утврдиме. Преспанскиот договор и сето тоа што се случи во нашата земја е навистина сериозна мотивација да се случи тоа што го очекуваме, а ќе се случи добивање на датум за преговори, односно одлука за отпочнување на преговорите помеѓу Европската унија и Република Северна Македонија. Сите овие работи зависат пред се од изборите за Европскиот парламент. Тие завршуваат на 26-ти, Европската унија на 29-ти го лиферува и објавува извештајот, а после тоа извештајот оди на усвојување во националните парламенти на земјите членки. И можно да се случи јуни-јули тука да се помести. Но ниту во еден случај заради нас, ниту во еден случај заради било кои други причини, освен заради тоа што оваа година токму се случуваат изборите во Европскиот парламент. Јас се вратив оптимист дополнително, со охрабрен од тоа што го слушнав, заради тоа што прво на Берлинскиот самит се разговараше за Србија-Косово прашањето. Тука бевме повикани сите да разговараме на таа тема. Секоја дискусија и почнуваше и завршуваше со примерот на Преспанскиот договор, што е стварно импонира да бидете премиер на Република Северна Македонија која вака зборат и Меркел, и Макрон, и Могерини, и сите други премиери и председатели на држави, и еден дел беше да се искористи како пример за дополнителна мотивација да се решат и другите проблеми во регионот, но секако тука искористив приликата, имав билатерална средба со канцеларката Меркел, зборев со председателот Макрон, Фредерика Могерини, знаете низините јасни ставови на ова прашање, не само што ќе има позитивна одлука за нас, туку навистина треба да бидеме горди што сме позитивен пример. И тоа ќе се случи. Ова лето. Да, ова лето. Ќе се случи ова лето.